Одбележани 149 години од разловечкото востание. Синдикалната кошница во мај достигна 63.908 денари. Трамп ќе го представи проектот Златна купола воен штит од нова генерација. ЕУ ќе воведе такса од 2 евра за пакети од Кина. Најчистата вода на светот се наоѓа на овој грчки остров. Коктел од 40.000 евра. Луксузен напиток сервиран во винтидж чаши од 1937 година. Во селото Разловци денеска беа одбележани 149 години од разловечкото востание, во присуство на владина делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Делегацијата положи цвеќе во дворот на црквата Свети Константин и Елена и присуствуваше на панихида во чест на востанието од мај 1976 година, организирана од Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров, Делчево. Мицкоски истакна дека борбата за слобода започната од хероите од Разловци не згаснала, туку продолжила во Илинден, Национална опера и балет и Независна Македонија. Тој повика на отпор против заборавот, разединетоста и корупцијата, потенцирајќи дека Македонија мора да ја чуваме не само на мапа, туку и во срцето. Основните месечни трошоци за 4-члено семејство во Македонија пораснале за 1217 денари, достигнувајќи 63.908 денари во мај, покажуваат податоците на Сојузот на синдикатите на Македонија. Само трошоците за храна и пијалаци пораснале за 954 денари, а без владините мерки за ограничување на цените, позицијата на работниците се влошила, особено на тие со ниски примања. Синдикатот предупредува дека минималната плата од 24.379 денари покрива едва 38% од синдикалната кошница, а просечната плата од 43.053 денари едва 67%. За покривање на основните трошоци за живот потребни се 2,62 минимални или 1,48 просечни плати. Владата, која не се согласува со сегашната методологија, најавува сопствена минимална кошница заснована на сезонски продукти и за 3-члено семејство. Американскиот председател Доналд Трамп вечерва ќе го објави проектот Златна купола, нов ракетен штит за заштита од балистички и хиперсонични ракети. Проектот, вреден над 500 милиарди долари во наредните 20 години, представува технолошки напредна, но скапа алтернатива за одбрана на САД од глобални закани. На настанот ќе присуствуваат највисоки воени лидери, а Пентагон предложи 3 развојни сценарија. Системот ќе биде базиран во Вселената и ќе ги надмине капацитетите на израелската железна купола. Веќе се издвоени 25 милиарди за почетокот, но експертите предупредуваат на предизвици околу трошоците и буџетските приоритети. Европската Унија планира да воведе единствена такса од 2 евра за пратки испратени директно до граѓаните, со што ќе се зголемат трошоците за онлайн трговците како Тему и Шеин. Мерката има цел да го намали приливот од 4,6 милиарди пакети годишно, главно од Кина, и да ја олесни работата на царинските служби. Таксата ќе помогне во финансирање на дополнителни проверки и ќе се вклучи во пошироката царинска реформа, која предвидува и укинување на прагот од 150 евра за ослободување од давачки. Трговците ќе треба да се регистрираат за ДДВ и да сносат одговорност за квалитетот на производите. Иницијативата веќе добива поддршка во Европскиот парламент. Вистина е дека веројатно никогаш не сте чуле за островот Кимолос, но токму таму се наоѓа една од најголемите природни реткости на светот, плажата со најчистата вода. Сместен во Егејското море, овој мал грчки остров е дом на плажата Праса, која според истражување на американската туристичка агенција Флорида Панхендл ја носи титулата за најчиста вода на планетата. Вистина е дека во анкетата учествувале дури 2,4 милиони туристи, кои со своите оценки и ја доделиле оваа престижна титула. Вистина е дека Праса е вистински бисер на Кикладскиот архипелаг, а островот Кимолос, со помалку од 1000 жители, нуди мир, тишина и автентична островска атмосфера. Покрај тоа, најголем дел од плажите со највисока оценка за чистота на водата се наоѓаат токму во Грција, што ја потврдува нејзината водечка позиција во одржливиот туризам. Минатата година ја посетиле над 36 милиони туристи, што представува раст од речиси 21% во споредба со претходната година. Вистина е дека јужните Егејски острови се најбарани. Овие бројки само го зацврстуваат фактот дека Грција, и особено плажата Праса, представуваат вистински рај за љубителите на природа и кристално чисто море.
Вистина е дека Кимолос не е комерцијално раздвижен остров како Миконос или Санторини, но токму во тоа лежи неговата привлечност. Се работи за дестинација која нуди автентично грчко искуство, тесни калдрмисани улички, традиционални куќи со бели фасади и топли, гостопримливи мештани. Островот е идеален за оние што сакаат бегство од метежот и комерцијалниот туризам. Вистина е дека Кимолос нуди и други природни убавини покрај плажата Праса. Тука се и плажите Алики, Декас и Мавроспилио, кои се познати по своите тиркизни води и карпести формации. Патеките за пешачење водат до скриени заливи, а љубителите на природата можат да уживаат и во ретката флора и фауна на островот. Вистина е дека островот има и богато културно наследство. Селото Хорио, главното населено место на Кимолос, крие мали музеи, стари цркви и традиционални таверни каде може да се вкуси свежа риба и локално произведено вино. Туристите често велат дека времето тука запира, се одвива полека и спокојно, што им овозможува целосна релаксација. Вистина е дека и покрај својата скромна големина, Кимолос има добро организиран пристап. До него се стигнува со фериброд од блискиот остров Милос, а потоа со кратко патување по копно се стигнува до неговите најубави плажи. За оние што сакаат уникатно летно искуство далеку од масовниот туризам, Кимолос е вистинскиот избор. Во Дубај беше представен најскапиот коктел во светот, наречен Liquid Gold, со цена од $41,160. Овој ексклузивен пијалок е создаден во чест на 260 годишнината од основањето на престижната француска куќа за кристал бакара. Се сервира во оригинални бакара чаши од 1937 година, изработени со техника која денес е изгубена, што им дава непроценлива колекционерска вредност. Составот на коктелот вклучува исклучително ретки и скапоцени состојки. Кајна Лилет од 1950 година, винтидж текила патрон достапна само на оваа локација и битери ангостура од 30-тите. Секој елемент е внимателно одбран во соработка со познатиот консултант за коктели Салваторе Калабрезе. Liquid Gold го надмина претходниот рекорд на коктелот Diamonds Are Forever од хотелот Рис-Карлтон во Токио, кој се продаваше за $18,963,82. Овој нов пијалок представува уникатна комбинација на историја, уметност и луксус, станувајќи задолжителна станица за хедонистите ширум светот. Одбележани 149 години од разловечкото востание. Синдикалната кошница во мај достигна 63.908 денари. Трамп ќе го представи проектот Златна купола воен штит од нова генерација. ЕУ ќе воведе такса од 2 евра за пакети од Кина. Најчистата вода на светот се наоѓа на овој грчки остров. Коктел од 40.000 евра, луксузен напиток сервиран во винтидж чаши од 1937 година.